Статистички велат дека овие есенски, зимски месеци се можеби најдепресивните. Ги нарекуваат блуз, затоа што носат тага, затоа што носат некоја анксиозност, вознемираност и сите оние чувства кои што како луѓе можеби не сакаме да ги чувствуваме, но за жал и тоа што немаме дневна светлина, тоа што во 16 часот, како што сите знаеме, се стемнува и останати многу други фактори си ги носат тие последици. Па токму на таа тема денес, анксиозност, депресија, говориме и со нашиот секојдневен, веќе кажам, соработник, нутриционист Сашко Дрвошански. Можете ли да ми опишете прво оваа состојба, зошто се јавува баш во овие месеци, го нарекуваат, веќе спомена, винтер блуз и така натаму, меѓутоа дефинитивно многу повеќе го чувствуваме. Секако точно е она што го рековте, дека недостатокот на светлина, недостатокот на сонце е дел од причината. Витаминот D, кој што природно го создаваме во телото во текот на пролетта и летото, игра голема улога во продукцијата на невротрансмитерите кои што ни даваат движечка сила, енергија, позитивно чувство, и тоа е една од причините зошто во текот на есента и зимата се чувствуваме подепримирани и непријатно се чувствуваме. Дополнително намалени се физичките активности, прошетките, дружењата заради ладното време, ради сивото време. Се тоа влијае на појавата на ова чувство. Меѓутоа, уште повеќе кога сме затворени дома, сме свесни за тешката економска, политичка, секаква ситуација во која што е државата и факт е дека на Балканот, особено можеби кај нас во Македонија најмногу, депресијата или сите тие некои состојби на нарушено однесување се навистина многу изразени во постојан пораст, дури и кај помладата популација, и затоа сведочат и бројките, над 2 милиона рецепти за лекови како што се бензодиазепани, анксиолитици, антидепресиви и разни видови на седативи, кои што фондот ги, значи рецепти кои што се под фондот, кои што се трошат, лекови кои што ги пијат нашите граѓани. Позната на изрека, се нешто кога ни постои стрес, земи еден диазепам што се вели, нели, нешто да се смириш. Како нација, тука ја реков, и после короната, тоа е едно, нели, таа една реалност и секојдневие кој што не обкружува, меѓутоа се чини дека премногу лесно посегнуваме по тие лекови за смирување, иако навистина секојдневието е такво, меѓутоа овие лекови навистина премногу се употребуваат. Да, сосема сте во право. Сега како нутриционист ќе ве прашам, постои ли некој друг начин, преку нешто друго што ќе внесеме во нашиот организам, да намалиме таа анксиозност, депресија, да не правиме злоупотреба со вакви средства за смирување кои што поставаат и широки последици понатаму? Па тоа е многу значено. Најголем број од луѓето кои што посегнуваат по овие лекови, понекогаш докторите ги препорачуваат, понекогаш кога станува збор за навистина состојби клинички, да кажеме, депресија и така, тие лекови се неопходни. Меѓутоа многу често кај нас, па дури би кажал дека и докторите ги злоупотребуваат или докторите со препораката дека понекогаш кога е потребно го даваат лекот за да некој, нели, ако има потреба, ако е под некој голем стрес или вознемирување во моментот, да земе, можеби на тој начин со земење на лек за смирување ќе помогне да се намали притисокот и така натаму. Меѓутоа луѓето навистина прекумерно ги користат. Навистина за секоја една ситница најлесно им е да го земат апчето, без да бидат свесни дека на тој начин таа прекумерна употреба, продолжена употреба создава зависност, како прво создава зависност. Понатаму создава една резистентност и толерантност и ние ако едно таблето од 2 милиграма бива доволно да не смири, после одредено време таа нема да биде доволна, ќе бидат 5 милиграми, ќе бидат 10 милиграми, значи многу поголеми дози создаваат непријатни симптоми на лошење во стомакот, на задршка на течности, на подуеност, понекогаш пореметување на притисокот и работата на срцето, понекогаш обстипација или запек, дебелина. Значи негативните последици се бројни. А она што го рековте, постои природен начин, постојат бројни растителни екстракти кои што денес се навистина истражувани и научно докажани, кои што може да помогнат да се чувствуваме многу подобро. Денес можеме да прв пат да го представиме и производ Calm, тоа е производ на Natura Therapy, кој што е комбинација на екстракт од грифонија, екстракт од пасифлора или цвет на маракуја, на ашваганда, на кава. Тоа се се растителни екстракти кои што научно докажано помагаат, например, ашваганда да помага да се регулира кортизолот, да се намали хормонот на стрес, на тој начин природно ќе се смириме, да се создаде повеќе габа, тоа е
невротрансмитер кој што го опушта и телото и умот, полесно можеме да заспиеме, например. Да се создаде ХТП, тоа е прекурсор на создавање на серотонин. Сите знаат, серотонинот е хормонот на среќа и добро расположение. Значи има начин пред веднаш да посегнуваме по овие антидепресиви и седативи на природен начин, 100% безбедно. Значи секогаш кога имаме некои вознемирувања и за возрастните, па и за децата, можеби најстрашно е што сега средношколците и студентите исто така ради таа неизвестност, ради еднината, преголеми очекувања, постојани притисоци и стрес, исто така и тие голем број на нив расте употребата, користењето на лекови за смирување, еве постои еден природен начин со кој што може да си помогнат. Со оглед дека се природни состојки, се велите или некогаш ако чувствуваме анксиозност, депресија, дали може да го употребуваме овој додаток во исхраната? Ова е додаток нешто што секојдневно би не одржало смирени, можеби полесно да заспиеме. Апсолутно, затоа што верувам дека ова се состојки кои што немаат несакани дејства, меѓутоа можат да помогнат. Значи не треба ние ни да имаме некаква си диагноза. Да, секогаш кога се чувствуваме едноставно повозбудени, уплашени, вознемирени, со земањето на калм ќе ни помогне да се смириме. Секогаш кога чувствуваме дека имаме голем стрес, некој притисок, некоја нервоза заради работа, ради некакви случувања, обрски што не може да ги постигнеме, можеме да земеме, ќе помогне да се симне кортизолот, да се симне хормонот на стрес, ќе помогне да се симне, да се регулира срцебиењето, забрзаниот пулс, доколку имаме проблеми со спиењето, создавањето на серотонинот, кој што го помага калм, овозможува од него се конвертира и се создава и мелатонин, што е хормонот за потребен за да заспиеме, па полесно и ќе заспиеме. Доколку чувствуваме еден грч, физичка тензија, екстрактот од кава помага да се создаде гама-аминобутиринска киселина која што физички го опушта телото. Значи навистина секој оној, и помладите и возрастните лица, не мора веднаш, повторно ќе кажам апелот, не мора веднаш да посегнуваат по оние лекови кои што ќе нагласам пак создаваат зависности, несакани ефекти. Со помош на калм можат на многу ефикасен и природен начин да си помогнат, да се смират, да помогнат на своето здравје, може и превентивно да се користи, можат и помладите да го користат, така што тоа е вистински начин, еве би кажал еден нов револуционерен производ на нашиот пазар кој што мислам дека ни е многу потребен. Така, за ова има детали, Ката, ја вклучуваме од другото студио, повели. Добро утро или добар ден и од мене. Како што слушнавте, над 50% од возрастната популација во нашата земја користи лекови за смирување. Тешката економска состојба и неизвестноста за иднината кои траат со децении се причина се повеќе наши граѓани лесно да посегнуваат по анксиолитици, бензодиазепини, антидепресиви и други лекови со цел да ја смират својата анксиозност, црните мисли, стравови како и нарушеното расположение. Фондот потврдува дека докторите издаваат над 2 милиони рецепти за овие лекови за смирување секоја година. А особено застрашувачки е и фактот што од година во година расте и бројот на млади лица, средношколци и студенти кои ги користат овие лекови за смирување, многу често и на своја рака. Депресијата, анксиозноста и нарушувањето на психичкото здравје понекогаш бараат и сериозна медицинска поддршка и лекување, но многу пати смирување од стресното секојдневие, големите емоции, вознемиреност и нервоза може да се постигне лесно и ефикасно без несаканите ефекти на лековите. И најголемиот број од граѓаните кои лесно посегнуваат по седативите и антидепресивите не се ни свесни за зависноста која тие ги прават или за негативните ефекти како задршка на течности и покачување на притисокот, појава на тремор, прекумерно потење, лошање во стомакот, обстипација како и прекумерно јадење и дебелина. Од друга страна, постојат и многу лица кои се соочуваат со анксиозност и депресија и не се ни свесни за својот проблем. Ако и вам ви е потребно да се смирите, сега за прв пат ви нудиме нешто многу поинакво. Калм е препарат за смирување кој е 100% природен, не создава зависност и нема несакани ефекти. Сега можете да ги замените сите оние лекови кои си ги користите за да се смирите, лековите од кои сте станале зависни и кои можат сериозно да ви го нарушат здравјето. Со помош на Калм сега можете психички да се смирите, ослободувајќи се од стравовите, вознемиреноста и црните мисли кои постојано ве прогонуваат. Пред да повторно посегнете своеволно по седативот или антидепресивот, размислете сериозно што му правите на вашето здравје.
Земете го калм и со него на целосно природен и безбеден начин и вие ќе можете да се смирите. Ќе ви помогне да го смирите срцебиењето, притисокот, да ја вратите рамномерната работа на срцето, да се ослободите од грчот, напнатоста и да го опуштите телото и мускулите. Со помош на калм, полесно ќе се ослободите од непотребните стравови, црни мисли или паника. Ќе го подобрите расположението и чувството на среќа и ќе си го вратите фокусот, вниманието, помнењето и продуктивноста. Само сега, ако нарачате сет од 2 пакувања калм, ние на подарок ќе ви дадеме уште едно. Значи, ќе добиете 3 пакувања калм по цена од 2, а првите 20 јавувачи само денес ќе добијат и уште еден подарок. Пакување витамин B6 за дополнително смирување на стресот и подобра работа на нервниот систем. А тука се и големите Black Friday попусти од 30 до 70% на целата палета производи. Затоа не чекајте, купете и заштедете. Многу наши корисници го пробаа калм и сакаат да го споделат ефектот кој тие го добија. Па да ги слушнеме нивните искуства со калм. Да ви кажам, целиот живот јас некако сум премногу емотивна, повлечена, мирна и грижлива. Но како што минуваат годините во животот и како што доаѓаат нови промени и проблеми, особено со доаѓање на менопаузата, последниве неколку години мислите и емоциите почна да ми прават проблем. Последните 2-3 години почнав да чувствувам голема вознемиреност, тага, неубави емоции и сето тоа без причина. И самата не знаев од каде ми доаѓаат тие неубави мисли. Таа вознемиреност, што се вели од нигде никаде ми доаѓаше и да започне. Во себе чувствував голем стрес, тага, вознемиреност, се повлегував во себе и не знаев до каде ќе води оваа состојба. Како што почнав да го конзумирам калм, така почнав да се чувствувам се поубаво. Без непотребни грижи, без стрес, со подобрени емоции, со подобрено расположение, едноставно повторно се враќав на старата јас. Со калм повторно сум своја. Си го пием секој ден производот калм и верувајте, немам несакани ефекти. Калм мене само ми донесе ми и спокој во душата. Веќе нема непотребни грижи, нема страв. Секој ден нервно. И можам да се радувам на семејството. Да се сочува менталното здравје денес воопшто не е лесно. Живееме во време на постојан стрес и неизвестност, постојан притисок за пари, проблеми на работното место, недостаток од разбирање од партнерот, нерешени односи во семејството и младите се под постојан притисок, неизвестност, учење, изглед, очекувања и можности за иднината. Сите овие работи се причина за постојан стрес. Сите овие работи кај многу лица ќе предизвикаат силна вознемиреност и страв, повлекување во себе и престанок на комуникација. Состојбите на анксиозност и депресија се наше секојдневие, но тоа не е причина веднаш да посегнете по седативите и антидепресивите, а и другите лекови, не размислувајќи за последиците како лошање, задршка на течност, запек, подуеност, прекумерна тежина и многу други. Анксиозноста и депресијата може да бидат многу тешки и опасни, но постои ефикасен, природен и безбеден начин да си помогнете со помош на калм. Со него и вие можете повторно да ја вратите хармонијата, мирот и спокојот во вашата глава и со радост да го дочекувате секој нов ден. Уникатна формула за смирување на умот и телото и враќање на спокојот и среќата во животот. Ако вашиот проблем е неможноста да се справите со постојаниот стрес, калм е тука, ефикасно да го намали стресот во организмот. Ако имате постојан грч и тензија во главата или вратот, со калм ќе можете физички да го опуштите телото и да го подобрите и вашиот сон. Ако се измачувате со црни мисли и напади на паника, калм ќе ви помогне да се смирите и ослободите. Ако ја изгубивте смислата и радоста во деновите, калм ќе ви го врати расположението, желбата за дружење и радоста во кругот на семејството и пријателите. Калм е тука да им помогне и на сите млади кои се соочуваат со постојан притисок, страв, несигурност, а со помош на калм тие повторно ќе ја вратат самодовербата и насмевката на нивното лице. Затоа не двоумете се, јавете се веднаш и искористете оваа неверојатна понуда. Ако сега нарачате сето 2 пакувања калм, ние на подарок ќе ви дадеме уште едно. Значи ќе добиете 3 пакувања калм по цена од 2,
а првите 20 ја уачи. Денес ќе добијат и уште еден подарок. Пакување витамин B6 за дополнително и ефикасно смирување на стресот и подобра работа на мозокот. Да не ги пропуштите и големите Black Friday попусти до 70% на сите производи. Одлична можност да заштедите.